Уште најмалку 60 тони марихуана можно е да се запленат во акцијата која трае со денови. Под лупа се и други фирми за производство на канабис за медицински цели кои го третирале спротивно на законот, а владата на седница во вторник ќе донесе одлука полицијата да влезе во сите плантажи за канабис. Истражните институции се сомневаат дека некој екс-министер дозволил промена во правилникот за одгледување спротивно на законските прописи. Неговото име ќе се дознае во наредниот период, вели премиерот Христијан Мицкоски. Подолго време трае, веќе се 40 тона. Нема да бидам изненаден ако до крај дојдеме и до 100 тона. Во вторник на владина седница ќе донесем одлука да се влезе секаде. Секаде да се влезе и за жал ова е резултат на една погрешна политика, на картелска политика која што претходната влада на СДСМ и ДУИ ја водеше. Сомнежите се дека Скопската Алфафарм и Струмичката CBD Медплант не ги почитувале посебните стандарди за одгледување на канабис, чиј цвет потоа ќе може да се искористи за производство на масло. Од почетокот било јасно дека одгледувањето на отворено и чувањето во такви услови не ги задоволуваат тие критериуми за извоз, вели Мицкоски. Јасно, мислам, се знаел уште кога се носел правилникот, кога се дозволило на отворено да се одгледува на канабис, истиот да се чува како што се чувал, истиот да се складира како што се складирал. Почетникот во овој бизнис, барем од тоа што успеав изминативе денови да го научам, почетникот знае дека така таа работа не бива. Не може да се добие производ со кој што ќе се задоволат GMP нормите и стандардите за извоз на улје кој што потоа ќе се користи во медицински цели. Дали тоа некој со умисла го правил? Дали тоа го правил со некаква друга цел? Истрагата ќе даде одговор. Компаниите кои работат според закон ќе продолжат да извезуваат масло од канабис за медицински цели и нема потреба за заострување на законот, туку само почитување, вели премиерот. Досега, како дел од акцијата на полицијата и обвинителството, се заплени околу 40 на тони марихуана и биомаса, 1300 шишиња недоработено масло од канабис од фирмите во Скопје и Струмичко Ново село. Според истрагата, Алфафарм лоцирана во кругот на Охиц и CBD Медплант се поврзуваат со заплената на 5 тони марихуана во соседна Србија. Еден од уапсените во Србија, Иван Драгнич, се јавува како косопственик во скопската фирма, па по проверките од МВР биле констатирани низа неправилности при работењето и голема неусогласеност во количината дрога која поседува, произведува, набавува и оттуѓува. Струмичката, според документацијата, се јавува во собственост на Христијан Котев, но според информациите од терен, реалната контрола над фирмата ја имал неговиот татко, Тони Котев. Котев се јавува како и екс-председател на органокот на СДСМ во Ново село, а имал бизнис релации со Вице Заев, брат на екс-премиерот Зоран Заев.